небесна Македонија се раѓа, ново сонце на слободата. Македонците се борат за своите правдини. Македонците се борат за своите правдини. Одново сега знамето се вее на Крушевската република. Гоце Делчев Питугули, Даме Груев Сандански. Гоце Делчев Питугули, Даме Груев Сандански. Горите македонски шумно пеа, нови песни, нови весници. Македонија слободна, слободно живе. Македонија слободна, слободно живе. Браќа и сестри, 25 години Унија на млади сили на ВМРО ДПМН е! Никогаш посилни, никогаш побројни, никогаш помокни и посплотени од денес. Четврт век ја правиме разликата на политичката сцена и во општествениот живот. Почитувани, добре дојдовте на 25 годишната конференција на Унија на млади сили на ВМРО ДПМН. УМС е формирано на 6.4.1991 година со одлука на Централниот комитет на ВМРО ДПМН. Во моментите на предизвик на групата млади ентузијасти им прекосеа визијата, енергијата, силата, упорноста и честната мисла што се вроди со плод да се стави темел за она што е денес. Во овие 25 години УМС прерасна во организација која е насочена кон потребите на секој млад човек, креатор на младинските политики во Македонија и расадник на квалитетни кадри. Нека е честит јубилеот на најдобрата младинска организација во нашата држава. Во овој миг сакам да ги поздравам основачите на УМС на ВМРО ДПМН и сите досегашни председатели и раководства на УМС. Да не бевте вие, немаше да бидеме сега ние. Ве молам аплауз за овие луѓе.
А сега ве повикувам сите заедно да ја пренесеме пораката. На вашите места ги имате картончињата и ќе ве замолам на мој знак да ги подигнеме и да ја обоиме салата во боите на ВМРО ДПМНЕ. И благодарам. Почитувани присутни, сега би сакал заедно да го проследиме настапот на ансамбл Македонија. Уживајте.
Јас како дама сега би сакала на мое големо задоволство да најавам двајца мангупи заедно со нивниот бенд, кои повеќе од 2 децении ги забавуваат младите, но и постарите. Ве молам за еден голем аплауз за Андреј и Панчо од ДНК. Да ја имам до мене, би направил ја се. Да ја имам до мене, ко едно знам би дише лед. Да ја имам до мене, да се будам покрај неја. Кога долезум на дното, да ми прави да се смејам. Боже, сакам да ја имам неја, секој ден до мене. Ке ја пазам, ке ја чувам, некој друг да не ја зе. Само да е до мене, знае она ми е се. Зашто јас ја сакам од срце. Само да знае како да знае, како да не сака да знае, како да знае, како дури така вистина е. Дека она ми е се, сега искога не до мене. Да знае како да знае, како да не сака да знае, како да знае, да ме дури така вистина е. Дека она ми е се, сега искога не до мене. За тебе јас би изградил и нов Тадж Махал. Би го пронашол и дарил тебе светиот грал. Би продал ја се, би почнал повторно од нула. Би ти изградил со голи раце Ајфелова кула. Кога тука си до мене, стварно убаво ми е. Родени еден за друг ние, родни души сме. Само да е до мене, знае она ми е се. Зашто јас ја сакам од срце. Да знае како да ме сака, да знае како да знае, да ме љуби така Вистина е, дека она ми е се. Не сумја искога не до мене. да знае како да знае, како да ме сака, да знае како да знае, да ме љуби така вистина е. Дека она ми е се. Не сумја искога не до мене. Само да знае како да знае, како да ме сака, да знае како да знае, да ме љуби така вистина е. Дека она ми е се. Не сумја искога не до мене. Да знае како да знае, како да ме сака, да знае како да знае, да ме љуби така вистина е. Дека она ми е се. Не сумја искога не до мене. Добар ден! Многу ни е драго и особена чест што сме дел од 25 години на Унија на млади сили. Поминавме неколку години заедно. На кратко само ќе кажам, јас сум генерацијски 79-та, значи не сум многу млад, ама порано, знам кога излагавме во град, да бидеш дел од ВМРО ДПМНЕ, те покажуваа со прст и ти се смеја. Сега е станато многу обратно. Има
многу мои другари и пријатели што од редовите на Унија на млади сили искочија министри, директори, стручен кадар, како што треба и како што му треба на Македонија. Имам многу, реков, мои пријатели, Филип Петровски е тука, мојот човек Топка, господинот министер Спасов, да не ги набројувам, тука и министерот за здравство и уште многу други, Ивица Корески. Најубавиот дечко во Забори, момак. Нема да одземам уште многу време. Само знам кога настапувавме, имавме одлична публика и правевме страшно добри забави, благодарејќи на Унија на млади сили. Дали може нешто сега да проверам, пошто се спремаме за избори, да проверам како ќе звучиме и да се преброиме уште еднаш. Кога ќе кажам ја ДПМНЕ, вие викате ВМРО. Спремни сме сите? Не ве слушам, дали сме спремни? ДПМНЕ! Појако, ДПМНЕ! ДПМНЕ! Сега еден голем аплауз и тоа што ќе го кажам ја, мора уште еднаш да повториме за председателот на Унија на млади сили, Неловски! 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 И цела екипа што е со него и целиот комитет. Сега сакам да испеем уште нешто заедно, бидејќи ова не е наше шоу, ние ќе се видиме на нашиот концерт во ноември, а сега ќе испееме нешто заедно. Спремни? Кажи ми како без тебе да бидам, кога ми требаш, само со тебе можам да имам Што? се. Кажи ми како без тебе да бидам, кога ми требаш, само со мене можеш да имаш Што? се. Кога сме заедно е љубаво на цел свет, кога те нема како пустина е цел свет, кога те нема, а знаеш дека ти ми требаш, зашто не си тука ти до мене, зашто стално бегаш, во твоите очи гледам дел од себе, се гледам себе, а и дел од тебе, зашто ме бараш кога сакаш да си стално сама, ме убиваш полека, од си ти правиш драма. Како без тебе да бидам, кога ми требаш, само со тебе можам да имам Што? се. Кажи ми како без тебе да бидам, кога ми требаш, само со мене можеш да имаш Што? се. Што сака нека биде, што сака нека биде, биди до мене, што сака нека биде, што сака нека биде, биди до мене, Што сака нека биде, биди до мене, што сака нека биде. што сака нека биде, биди до мене, биди до мене. Кажи ми каде си, кога ми требаш, Кога ми требаш. Јас се сакам, а од мене ти бегаш. Да, ти бегаш. Знаеш би направил да се за тебе, за тебе, за тебе, за тебе. Хеј! Кажи ми каде си, кога ми требаш, Кога ми требаш. Јас се сакам, а од мене ти бегаш. Да, ти бегаш. Знаеш би направил да се за тебе, за тебе, за тебе, за Што сака нека тебе. биде, што сака нека биде, биди до мене, што сака нека биде, што сака нека биде, биди до мене, биди до мене. Што сака нека биде, што сака нека биде, биди до мене, што сака нека биде. Што сака нека биде, биди до мене, биди до мене. Кажи ми како без тебе да бидам, кога ми требаш, само со тебе можам да имам се. Кажи ми како без тебе да бидам, кога ми требаш, само со мене можеш да имаш Хеј! се. Фала многу, да живе Унија на млади сили. И сега сакам по-возрастните, не можам да кажам по-старите, да направиме една слика
Кој ќе слика тука? Имаме фотограф, качи се. Дали може цела сала да стане? Дали може господинот Груевски и сите останати да направат само чест за Унија на млади сили? Многу ми е драго, еве го фотографот, дајте ми ги горе сите рацете, дајте ми ги горе рацете. Горе рацете, ова е историска една фотка. Дајте ми ги рацете. Фала многу на сите, се гледаме. Поздрав, чао. За секој млад човек да биде слушнат и секоја негова идеја да се преточи во реализација, за секој млад човек да ја почувствува разликата која ја прави со својата идеја, визија и работа. Тука е тимот кој е задолжен 24/7 за реализација на истото. Тимот кој е рамо до рамо со секој член и секој млад човек кој сака да помогне. Почитувани, извршниот комитет на Унија на млади сили на ВМРО ДПМНЕ. Но пред да ги повикам на бината, сакам да ја загреем атмосферата и да ја покажем енергијата со која ние зрачиме и работиме. На овие бимови лево и десно ќе се појави мерач на атмосферата во салата. Зависно од силата на атмосферата, така ќе реагираат и овие бимови. Ајде да ве чујам сите, да видиме дали можеме да достигнеме врвот на овој мерач. Сите, во еден глас! Дами и господа, извршниот комитет на Унија на млади сили на ВМРО ДПМНЕ. Лука Кржаловски. Бојан Стојановски. Димче Арсовски. Камелија Спасова. Орце Ѓоргиевски. Марија Гудеска. Коче Гаврилов. Александар Карапетров. Симона Чаминска. Тимчо Муцунски. Тамара Качулска. Јован Јаулески. Рамадан Мехмеди. Дарко Костовски. Владимир Атанасов.
Трајче Ивановски. Владимир Бошњавски. Сузан Хасан. Филип Ѓоргиев. Ангела Тасева. Стефан Андоновски. Дејан Пандилески. Сергеј Попов. Валентин Манасиевски. Ѓорги Крстевски. Би сакал да ги поздравам и оние кои поради оправдани причини денес не може да бидат со нас, а се дел од овој тим. Николина Дамчевска, Димитар Атанасовски, Симона Поповска и Драгана Чуприна. А сега, браќи и сестри, ми представува огромна чест да го поканам предводникот на младите кој ја прави разликата. Оној кој неуморно и секојдневно работи за доброто на младите. Креаторот на младинските политички сили кои се спроведуваат и се користат за сите млади во Република Македонија. Предводникот на најсилната, најисплотената и најорганизираната младинска организација. Го повикувам председателот на УМС на ВМРО ДПМН, Владимир Неовски! Почитуван генерален секретар на ВМРО ДПМН господин Емил Димитриев. Почитувани членови на извршниот комитет на ВМРО ДПМН. Почитувани членови на најбројната унија во Македонија, Унија на млади сили на ВМРО ДПМН. 25 години ја правиме разликата. 25 години поставуваме нови стандарди. 25 години работиме за интересите на македонската младина. Четврт век и не е така малку. Оваа јубилејна година можеме да се пофалиме со многу резултати. Благодарение на политиките на ВМРО ДПМН, а најмногу на нашиот лидер Никола Груевски, денес младите стојат рамо до рамо со европските младини. Во изминатиот период, многу проекти за кревање на стандардот на младите во нашата држава беа спроведени. Дури некои од нив се клучни за успехот на сите млади, а со тоа и успехот на Македонија. УМС беше, е и ќе биде моторот кој ќе движи промените и ќе генерира иницијативи за нашето општество, како до сега, така и во иднина. Бидејќи Унијата на млади сили е помеѓу вас и најдобро знае што е потребно за секој млад човек, затоа што ние не сме салонска организација, како некои други. Ние сме организација која што постојано е на терен, со и помеѓу младите, затоа што УМС
работи 24/7 за доброто на татковината. Само така ќе просперираме. Изминатава година, Унијата на млади сили и покрај политичката криза наметната од Социјалдемократскиот сојуз, не дозволи да се запре со реализација на проектите кои преизлегуваат од нас младите. Напротив, ние работевме со силен интензитет да ги оствариме нашите зацртани цели, секогаш бевме на браникот на татковината и на она што представува вистински интерес на младите во Република Македонија. И поради тоа, нашето семејство, Унијата на млади сили, пред неполни 2 месеци го доби 55.000-тиот член на нашата младина. Ова е доволен показател дека сме на прав пат, од кој нема да отстапиме и ќе одиме до крај, до врвот, бидејќи тоа го заслужуваат младите. Младите кои не паднаа во замката на така наречените пленуми, кои остваруваат лични агенди и работат за туги интереси. Младите луѓе докажаа дека не се наивни, да потпаднат на однапред смислени сценарија во штабските простории на опозицијата и на некои други, така наречени борци за човекови права. Не. Од тука младите ви препорачуваат. Од оваа преполна сала, младите во Република Македонија им кажуваат не. Не се наивни. Напротив, младите ќе го зададат последниот удар на изборите. Оние избори кои СДСМ кога тогаш мора да ги прифати. Младите ќе ја направат најголемата разлика во независна Македонија. Особено сум горд на сите членови на УМС, кои неуморно и денонокно се жртвуваа за идеалите во кои веруваме. Ви благодарам вам, на членовите. Членовите на општинските и местните комитети. Знаеме дека можеме секогаш да сметаме на вас кога се работи за Македонија. Тоа и го покажавте. Но не би ви се заблагодарувал денес вам, доколку не им одадеме почит со еден огромен аплауз на основачите на УМС, на претходните председатели, на претходните раководства и на членовите кои беа дел од УМС во своето време. Еден голем аплауз за нив. На сите нив им ветувам дека нивното дело уште посилно ќе се шири во иднина. 4 свети букви В, М, Р, О. Не. В, М, Р, О. Овие 4 букви не се само белег на нашата организација. Тие букви се длабоко врежани во нашите мисли и намери. ВМРО било основано и сочинувано од група млади интелектуалци. И секогаш, кога ова парче земја било во немилост, младите биле носители на борбата за својата татковина. Некогаш со оружје, денес со дела и проекти, но секогаш со идеја и мисла. Од изминатава година би сакал да истакнам еден успешен проект. Тоа е проектот Македонија за младите, кампањата Македонија за младите. Преку таа кампања, тимот кој го предводам и овие млади луѓе позади мене, кои поради својот ангажман во УМС и ВМРО ДПМН заслужуваат огромна почит и се пример како треба да работи еден млад човек кој нема резервна татковина. Овие луѓе се сретнаа со секој млад човек. Ја посетивме секоја општина, град, село и преку трибините за собирање идеи, преку средбите со млади, успеавме да собереме илјадници идеи за проекти. Тоа е доволен показател дека УМС има визија да оди напред, како да ги придвижува промените на подобро. Од таа кампања промовиравме проекти како Купи куќа за млади, бесплатен превоз за студенти, вработување на најдобрите студенти,
нови читални и многу други. При тоа ставивме посебен акцент на потребите на студентите. Тоа е нашиот начин на работа. Младите, преку своите идеи, сами да си ја креираат својата иднина, бидејќи тие се двигателот на нашето општество. Големиот Клемент Стоун рекол: постои мала разлика помеѓу луѓето, но таа мала разлика прави голема разлика. Малата разлика е во ставот. Големата разлика е во тоа дали е тој позитивен или негативен. Тука веќе е јасно. Нашиот став е позитивен, а ставот на овие што фарбаат е деструктивен. Тоа е така затоа што ние не уништуваме, туку создаваме. Затоа што ние не фарбаме, туку се грижиме. Затоа што ние знаеме како во минатото, така и денес, секогаш ќе се наоѓаат платеници кои ќе се обидат да уништат се што е создадено. Но најважно е, младите ја препознаваат вистинската страна и не би ја изневериле Македонија по никоја цена. И од тука сакаме да ви порачаме дека не можете да уништите онолку колку што ние можеме да создадеме. Затоа што нас не ни интересираат тугите интереси. Нас ни се важни интересите на Македонија. Затоа што ние младите друга татковина немаме, а Македонија е се што имаме. Почитувани, ние немаме намера да застанеме тука. Ке продолжиме со уште посилно темпо, бидејќи секоја генерација на УМС постави нови стандарди кои треба да се следат. Ние поставуваме уште повисоки стандарди. Само работата, упорноста и честноста е она што нас не прави посилни. Продолжуваме со уште посилно темпо. Почитувани, ВМРО ДПМН и нашата држава бележат историски успеси. Нашата држава денеска е на вистински пат кон просперитет и чекори со крупни чекори. Младите добиваат шанса како никогаш досега, а тоа не би било така доколку ја немавме поддршката на нашиот председател Никола Груевски. Ви благодарам, председателе. А сега, драги пријатели, ми представува особена чест на оваа бина да го повикам човекот кој што е одговорен за сите успеси на Унијата на млади сили и на ВМРО ДПМН. Би го сакал да го поканам нашиот почитуван председател, господинот Никола Груевски. Повелете, председателе. Добар ден за најголемата и најмокна младинска организација во Македонија. Добар ден за Унијата на млади сили на ВМРО ДПМН. Добар ден за сите гости, пријатели, подржувачи. Добар ден за сите вас. Во оваа преполна сала со млади луѓе, полни со енергија и силна мотивираност,
за нова победа на ВМРО ДПМН. Драги пријатели, поминаа 25 години од формирањето на Унијата на млади сили на ВМРО ДПМН. 25 години, полни со успеси, со победи и со напредок. 25 години во кои веќе одамна УМС стана еден од основните столбови на најголемата, најмокната и најподржаната партија од граѓаните на Република Македонија, ВМРО ДПМН. Денес кога УМС има над 55.000 членови, а ВМРО ДПМН има над 170.000 членови. Денес не говориме за некоја млада организација или секција, група или нешто помало. Зборуваме за добро организирана, силно мотивирана, многубројна, единствена, цврста, силна, нескршлива и победничка УМС, која од 2005 на 9 изборни циклуси поред е еден од главните стожери на партијата и со кого се носат победите на ВМРО ДПМН и на коалицијата. УМС не е бројка. УМС не е само бројка и не е само надеж. УМС не е само иднина или минато. УМС е сегашност. УМС е огромен кадровски потенцијал. УМС е таленти. УМС е машина која работи без прекин. УМС е колектив, но и индивидуалци. Индивидуалци кои, иако млади, превземале одговорност, кои денес се министри во владата, заменици министри, пратеници, директори на државни предпријатија, агенции, раководители на подрачни единици, сектори, оделенија во различни државни институции. УМС е членови на извршниот комитет на партијата. УМС е членови на партиските комисии и тела, членови на општинските комитети и местните комитети. УМС се илјадници млади луѓе кои доаѓаат подготвени да помогнат не само на ВМРО ДПМН, да помогнат на Македонија. И помагаат. Многу од нив работат и се борат рамо до рамо заедно со сениорите. Македонија да се придвижи напред, да се решат што повеќе проблеми на народот, да се исполни што повеќе од ветеното, да се оправда довербата, да се надминат проекциите. Ви благодарам, УМС. Благодарност и до сегашниот и актуелен раководен состав на Унијата на млади сили, предводен од Владимир Невовски, кој успешно работи со полна парија и ентузијазам во мощне, тешки политички околности во земјата. Благодарност и до поранешните председатели на УМС, нивните раководства и сите членови на Унијата на млади сили на ВМРО ДПМН. Сите вие и сите тие кои денес не се присутни тука во оваа преполна сала, допринесоа ВМРО ДПМН да биде она што денес е, партија со највисока доверба кај населението, затоа што најмногу работи, најмногу ветува, најмногу исполнува, најмногу реализира од ветеното, решава проблеми на луѓето, се грижи за државата и обезбедува напредок за Македонија. Во целата таа операција, УМС даваше и дава значаен учинок и подршка. Заедно со УМС изработивме стотици проекти за младите луѓе и за нивните потреби. Заедно со УМС ги исполнивме условите да се укинат визите на македонските граѓани. Заедно со УМС донесовме огромен број инвеститори
и се отворија над 150.000 нови работни места во Македонија. Заедно со УМС, Македонија ја направивме 12-та земја во светот, а 6-та во Европа, со најдобра бизнис клима и услови за правење бизнис. Најдобриот проект кој го направивме за младите луѓе во Македонија е токму овој, со кој за илјадници млади луѓе или некаде за нивните родители, кои им обезбедуваат екзистенција и напредок, отворивме нови работни места, отворивме иднина, отворивме перспективи и шанси за напредок и успех во животот. И се уште го правиме тоа. Не застануваме. Колку и опозицијата да се бори и да ги намали ефектите од нашиот труд, од нашето залагање, од нашата борба за секое ново отворено работно место, колку и да се труди да ги одврати или избрка инвеститорите со нивните поставки, ние вложуваме максимални напори и во ова тешко време носиме нови и нови инвеститори, затоа што знаеме, најголемиот проблем на младите, најголемата потреба, или ако сакате, најголемиот поклон што може да го добијат, е да им се овозможи вработување и шанса за напредок, за просперитет, за реализација на нивните соништа. Нивните соништа се и наши соништа. Вашите соништа се и мои соништа. Сонуваме и сон, но и заеднички се бориме за неговата реализација. Кога ја добивме довербата во 2006 година, невработеноста беше огромни 38%. Следуваа тешки години, светска криза, европска криза, сега политичка домашна криза. Многу препреки имаше на нашиот пат, но волјата беше огромна. Стратегијата беше одлично поставена. Се работеше до последен атом енергија и денес, и покрај се, таа невработеност падна на историски најниски 24,5%. Се што можеше да ни се појави како препрека на патот, се појави, но успеавме и продолжуваме. Ни требаат уште нови работни места, ни требаат и повисоки плати и повисок стандард, ни треба нов напредок и ново намалување на невработеноста. Економскиот тим на владата работи силно на ова и ќе продолжи да работи силно на отворање на нови работни места за младите во Република Македонија. Еве, пред некој ден, Кристијан Делев, заменик министерот за економија, ме информираше дека меѓународниот конзорциум Евромакс Ресурс, која има концесијата за рудникот Иловица, која во минатиот период вршеше испитувања на теренот, не само што донесе конечна одлука, туку обезбеди и финансирање и ги завршува подготвителните работи за огромна инвестиција за отворање на самиот рудник, инвестиција од некаде половина милиарда евра во повеќе години. За таа цел, тие добија известување, тие добија потврда, гаранција за кредитирање од германската влада во вкупна вредност од 240 милиони долари за започнување на инвестицијата и работа на рудникот Иловица во општина Босилово. Со градба ќе се почне во периодот септември и октомври оваа година, а градбата ќе трае година и половина, пошто ќе почне експлоатацијата на рудата злато и бакар. Нивниот план е при градежните работи, при градбата на отворањето на рудникот, да бидат ангажирани околу 1000 работници, а во фаза на експлоатација над 600 рудари и повеќе други вработени. Ова ќе биде
значителна инекција особено за југозападниот дел на Македонија и значително ќе придонесе за зајакнување на извозот, но и развој на оваа дејност. Овој огромен рудник за злато и бакар ќе биде нов мотор не само на економијата во Струмичкиот и регионот на Југоисточна Македонија, туку и нов мотор на македонската економија. На компанијата собственик, владата повеќе години и помага максимално, со сите сили и со сите можности, за да успее. И тие се многу задоволни од тоа. Затоа, меѓу другото, и се решија на една ваква крупна инвестиција во Македонија. Бил Павлевски, министерот за инвестиции, кој од Хјулит Пакард од Бостон дојде во Македонија на моја покана, ме информираше дека една западноевропска компанија, чиј собственик е со потекло од Македонија, донесе одлука да инвестира во современ производствен погон што би ја ослужувал металуршката индустрија. Инвестицијата би била во Охридско, за што инвеститорот ќе инвестира над 2 милиони евра и ќе креира најмалку 100 нови работни места во првиот период, што ќе значи решение за 100 семејства од овој регион, кои сега имаат своји екзистенцијални проблеми. Доколку тече според планираното, почетокот на инвестицијата би бил во текот на есента, а до крајот на оваа година би финиширал пошто ќе се стартува со производство. Ќе се занимава со преработка на руда. Виктор Мизо, кој исто така од Њујорк на моја покана дојде во Македонија да помогне, неодамна ме информираше дека во текот на јули следниот месец италијанската компанија Техно Хозе ќе отпочне со градба на својот трет погон, односно третата фаза, трета фабрика на нови 5000 метри квадратни во зоната Бунаджи, при што ќе отвори нови работни места. Инвестирањето на трета фабрика од страна на уште една компанија е уште една потврда за добрата бизнис клима во Македонија и одличната соработка на бизнис тимот на владата со странските инвеститори. Новоизградениот објект е со површина од 12.000 метри квадратни, оној кој што сега во февруари веќе го пуштивме, втората фабрика. И тој веќе овозможи нивното производство да порасне од 5 на 15 милиони евра годишно. Дополнителните 5000 метри квадратни не само што ќе отворат нови работни места, ќе создадат и поголема вредност, и поголем извоз, и поголемо производство на оваа компанија. Советникот за инвестиции Алек Никовски ме информираше дека германската компанија Кеслер, како што најавив минатата година, веќе отвори технолошко развоен и истражувачки центар во Македонија и веќе првите машински и електроинженери од Македонија ги испрати на обука во Германија, од чиј квалитет, мотивираност и посветеност се многу задоволни. И сега, побрзо од планираното, не известија дека планираат со почеток на втората фаза на проектот, а тоа е отворање на нов, односно отворање на производствен погон, фабрика за производство на технолошки производи од електромашинската индустрија. Ќе започна со работа во веќе постоечки погон, а од септември ќе започнат градба на свој објект во технолошко-индустријската развојна зона Скопје 1, а производството би стартувало кон крајот на првата половина од наредната година. Ќе започна со 50 вработувања, а потоа сигурно ќе расте овој број. Кеслер е меѓу првите странски инвеститори од електромашинската индустрија во Македонија. Има 90 годишна традиција во производство на опрема и алати за машинско моделирање, брусење, електромотори, CNC машини, сензори и слично. Почитувани присутни, добив известување и од Ивана Николич, заменик директорот на Агенцијата за привлекување на странски инвестиции,
Деновиве ме информираше дека германската компанија од областа на информатичката технологија донесе интерна одлука да инвестира во Скопје во капацитет за развој на софтвер, при што планираат тоа да прерасне во нивен регионален центар. Инвестицијата за почеток ќе донесе 100 нови вработување, за што ќе вложат 2,6 милиони евра за 3 години. Потоа бројот на вработувања ќе расте. До крајот на летото се планира официализирање на оваа инвестиција и почеток на нејзина реализација. Компанијата веќе изнеми деловен простор во центарот на Скопје и почна со првичните регрутации на кадри. Драги пријатели, вакви инвестиции и новости продолжуваат и ќе продолжат. И покрај сите обструкции и креирање на кризи, продолжување на кризи од страна на СДСМ и покрај сите нивни напори да ја отстрана државата и нас насекаде во Европа и низ светот. Затоа ВМРО ДПМН не е во власта за да и помине времето, туку работи за народот и за државата. Работи на решавањето на најгорливите проблеми на луѓето. А прв меѓу сите е невработеноста, која најмногу ги засега токму младите. Ете затоа УМС на ВМРО ДПМН расте и како никогаш во минатото има 55.000 членови, а ВМРО ДПМН и покрај сите обиди да не прикажат во најцрно светло има рекордни 170.000 членови и најголема поддршка од гласачите на Македонија. Ете затоа за УМС велиме млади што знаат да направат разлика. Разлика помеѓу некои кои со огромна работа и со сите сили и капацитети влечи напред и оној кои со многу интриги, лаги и манипулации влече назад. Не е основната разлика, како што некои ја гледаат, меѓу патриоти и предавници. Основната разлика меѓу ВМРО и СДСМ е работници и неработници. Основната разлика меѓу ВМРО и СДСМ е работници и неработници. И за разликата да биде уште поголема, неработниците, ако по нешто се фатат за работа, е како да го срушат и уништат сработеното, создаденото, изграденото, реформираното од оние кои работат. И кога народот гледа дека максимално работиш и даваш се од себе за доброто на сите, тој е подготвен и да ти прости некои грешки, бидејќи знае дека кој многу работи, тој и греши. И кога народот гледа дека не само што не работиш, туку сакаш и да го срушиш она што друг го сработи, колку и да имал некои симпатии кон тебе, не може да ти верува, не може да се потпре на тебе, не може да не те казни на изборите. СДСМ е казнуван од народот 9 пати поред и не се менува. Напротив, уште толку заглибува во деструктивност и напор со зла мисла, со лоши дела, со лаги, со деструкција и со сила да дојде на власт. Затоа и со сета поддршка која има, откако што Заев се фали по СМС до мен дуптачи нивните, како што вели тој, пријатели од надвор, со сиот тој ветар во грб, огромни истурени пари на платеници и деструктивци, мнозинството од народот, исто како и младите во УМС, знаат да направат разлика.
Ете, тоа е денес Македонија. И кога станува збор за нашата борба за отворање на нови работни места, да не го заборавиме проектот Македонија вработува 2, кој го најавив во неделата, веќе е во парламентот на усвојување и наскоро за некоја недела ќе даде повторно можност за секој млад невработен човек до 35 години во наредната една година, кој некој ќе го вработи, да не треба да плаќа ниту придонеси за пензиско, ниту придонес за здравство, ниту придонес за вработување, ниту пак персонален данок на доход во период од 3 години, со врска да мора да го задржи на работа уште најмалку една година. За секој еден невработен човек во Македонија до 35 години, за секој еден невработен човек во Македонија до 35 години ќе ги има овие привилегии во Македонија. За секој еден, што значи и за оние од ВМРО, и за оние од СДСМ, и за оние од ДУИ и ДПА, и за оние кои се во други или во ниту една партија, и за македонците, и за албанците, и за турците, ромите, србите, бошнаците, власите и сите останати во Република Македонија. Ние даваме шанса на сите и на секого. Ние работиме за сите граѓани во Македонија. И тие кои не поддржуваат, и оние кои не поддржуваат. Ние сакаме и ним да им помогнеме. И не само тоа. Овој проект предвидува специјални поволности за возрастните. Некои млади се во возраст кога бараат работа, но некои млади се на возраст кога одат во средно училиште или студираат. Тие во тие години не можат да работат и се зависни од нивните родители, од нивната помош, финансирање и парична поддршка. Овој проект се грижи и за родителите на младите, за оние на возраст од 35 до 50 години, кои во тој период не работеле подолго од 5 години и кои се без работа, а кои со овој проект на работодавачите им се дава поволност ако ги вработат. Цели 5 години да не плаќаат придонеси за пензиско, здравствено и придонес за вработување, со барање да ги задржат уште најмалку една година на работа. Уште подобри услови предвидени се и за оние над 50 години и над 58 години, кои најтешко доаѓаат до вработување, а не ги заборавивме и најранливите, самохраните родители, еднородителските семејства, лицата со инвалидитет, родители кои имаат деца со пречки во развојот, деца од дом без родители, професионални војници по нивната 45-та година и повеќе други. Во некои од овие ранливи категории може да се најдат и млади лица, а некои може да се нивните родители. Во овој проект, во неговата прва фаза, за една година се отворија 19.000 нови работни места. Ова е нова шанса, ова е нова можност и за младите, и за невработените, и за компаниите во Македонија. Затоа е ВМРО тоа што е. Народна партија и партија која дава силна подкрепа на бизнисот, истовремено, кој пак отвара нови работни места. И она што е најважно, кога ВМРО ДПМН дава ветување, тоа не останува на празни зборови. Неодамна излеговме со 40 проекти за младите. Иако сите тие ги ветуваме за после изборите, дел од нив веќе се применуваат или масовно се користат. Почнуваат со градба или се во градба или се проектираат. Па така, преку мерката бесплатен железнички викенд за млади до 27 години, која беше проширена со уште еден слободен викенд, поточно секој прв и трет викенд во месецот. Од почетокот на воведувањето до месец мај,
веќе ја искористиле 67.900 млади луѓе во Македонија, при што заштедиле 383.000 евра, пари кои останале во џебовите на младите луѓе. Покрај оваа мерка, преходно беше обезбедена и мерката бесплатен, односно слободен четврток за студенти, со кој што се обезбеди бесплатен железнички сообраќај, бесплатна посета на културни, државни установи и користење на жичавицата на водно, при што ваквата можност досега ја искористиле 69.000 студенти и заштедиле дополнителни 270.000 евра кои останале во нивните џебови. Иста ваква мерка обезбедивме и за средношколците и се нарекува средношколска среда, а досега, почнувајќи од 1. јануари, овој проект го искористиле над 8.000 средношколци, со што заштедиле над 32.000 евра, ветено за младите, реализирано и продолжува. Апсолутно успешна е и мерката бесплатен јавен превоз за сите редовни студенти на државните универзитети. Од јануари па се до оваа недела, мерката ја искористиле над 21.000 студенти, при што месечно овие луѓе заштедуваат над 21 милион денари, односно 342.000 евра. За ова морам да напоменам, покрај владата голема заслуга има и градоначалникот на градот Скопје, Коце Трајановски, и советниците на ВМРО ДПМН и коалицијата во Советот на градот Скопје. Поздрав до сите нив. Покрај проектот Купи стан, се обезбеди и проектот Купи куќа за млади, при што овие два проекти обезбедија кров над глава на над 900 семејства кои преходно немаа свој дом. Досега се одобрени субвенции во износ од скоро 6 милиони евра за двата проекти, од кои за Купи куќа за млади, кој стартуваше неодамна, и со кој за млади луѓе до 35 години се овозможува дури до 2/3 покривање на трошоците за градба или купување на куќа, досега се одобрени 261.000 евра. Проект кој започна оваа година и досега 13 семејства го остварија својот сон. Со огромна, неповторлива помош од владата предводена од ВМРО ДПМН дојдоа до своја куќа. Конкурсот за проектот бесплатно патување за најдобрите студенти за академската 15-16 година, како што ветивме, беше објавен во текот на месец март и по направената селекција согласно наведените критериуми, 25 студенти по собствен избор одлучија да патуваат во Барселона. Патувањето е реализирано во мај, со што остваривме уште едно ветување кон младите. Проектот продолжува и ќе се спроведува и следната година. Кога сме кај проектите за студентите, се работи и на проектот за промена на студентскиот статус. Најдосна до крајот на овој месец владата ќе започне работа на законот со кој секој студент запиша на некој од државните универзитети во квотата со кофинансирање, врз основа на што плаќа надомест од 400 евра на годишно ниво, доколку по завршената втора студиска година на прв циклус на студии, практично по положувањето на сите до тогашни испити, оствари посечна оценка од 8,5, по автоматизам ќе биде префрлен во државна квота и ќе плаќа за 50% понизок надомест во преостанатиот дел на студирање, односно 200 евра на годишно ниво.
се остваруваат и другите проекти. Пред објавување на тендер сме за проектот за перални и сушални за младите во студентските домови, кои што треба во наредните денови да се објави. Се реконструира студентскиот дом Гоце Делчев. Спроведена е постапка за набавка на нови лифтови во сите државни студентски домови. Се прават и се работи на сите оние 40 проекти кои неодамна ги ветивме на младите луѓе. Се преземаат активности за реализација на проектот за вработување на најдобрите 100 студенти, а во полнек на реализација е проектот за бесплатна обука за основни компјутерски вештини и странски јазици за млади до 29 години. Во однос на стипендиите за средношколци кои ќе освојат награда на научна олимпијада и за нивните професори, измената на Законот за средно образование ќе биде доставена во владата следната недела. По неговото усвојување ќе започне неговата примена. Се преземаат активности за проектот за возобновување на отворениот и уникатен амфитеатар со 9000 седишта во Скупи. Се работи и на подготовка на проектот за обнова на учителската школа во Скопје, во која што ќе влезат откако ќе се реизгради повторно високообразовни институции. Се работи и во делот на спортот. 3,5 месеци пред време се почна со реализација на изградба на 20 фитнес зони низ Македонија, кои се практично теретани на отворено. Оваа недела веќе се започна со оградување на локациите, пошто почнува градбата во општините Кочани, Велес и Штип, а наредните се Ресен и Гевгелија. Што се однесува до градбата на 150 игралишта за баскет низ целата држава и изградба на скейт паркови во Штип, Кавадаци, Охрид, Тетово и Куманово, во тек е подготовка на тендерска постапка за избор и ова ќе течи понатаму и ќе се заврши. Се преземаат активности и за изградба на отворен пливачки базен во Чуто Ризави. Исто така, се преземаат и активности и следниот месец треба да биде усвоен ДУПОТ, со кој потоа ќе почне проектирањето, а на почетокот на следната година градбата на нова, најсовремена професионална гимнастичка сала во спортскиот центар Борис Трајковски и затворени тениски терени, како и подготовка од 2018 за градење на отворен пливачки базен, исто така во спортскиот центар Борис Трајковски. Драги пријатели, тоа е една од големите разлики меѓу ВМРО и СДСМ. Не ветуваме напразно. И така и ќе продолжиме. Драги пријатели, почитувани присутни, дозволете на крајот да искористам оваа прилика и да испратам неколку политички пораки до вас на овој значаен настан и голем, не секојдневен собир. Прво, од почетокот на 2015 година до денес, ВМРО, ДПМН и Македонија се нападнати со специјални средства, а СДСМ ја има добиено улогата да одглумат вешт напаѓач. Слабо е вршат таа улога. Добро е што огромното мнозинство од народот брзо ја свати играта и не дозволи да подлегне на овој подмолен напад, чии цели сигурно не се во интерес на македонскиот народ и граѓаните на Република Македонија. ВМРО ДПМН, како владеачка партија, направи проценка на ситуацијата и изгради своја собствена стратегија за одбрана и надминување на ситуацијата. Таа стратегија некој ја одобрува и ја поддржува, некој ја критикува од различни аспекти. Секој различно, зависно од информациите кои ги има и поседува, аналитичките капацитети, собствениот карактер и политичкото искуство. Таа стратегија не подразбира дека проблемот ќе се надмине без пречки, без обструкции, кризи при низиното спроведување, лични откажувања и жртви, времени остапки, попатни корекции и слично. Целите на стратегијата се
На прво место државата и нејзиниот интерес, како интересот на народот. По цена за тоа да се жртвуваат одредени партиски или нечии лични интереси. Значи државата пред партијата на дело. Втора цел е надминување на ситуацијата и излегување на предвремени избори на кој народот, откако беше дозволено на креаторите на кризата да го употреби целото негово деструктивно, манипулативно и несекојдневно оружје. И се разбира откако тој ист народ го виде нашиот однос и работа и пред оваа политичка криза и во нејзиниот тек, да му се овозможи да донесе одлука преку фер и слободно гласање, да си каже кому му верува и која политичка гарнитура, со која политичка платформа и програма, како и начин на работа и функционирање, сака понатаму да ја води државата во наредните 4 години. Второ, судејќи по реакцијата на мнозинството граѓани, оцената по објективни современи методи на мерење на јавното мислење, таа стратегија, година и пол по почетокот на кризата, резултира со следната состојба кај мнозинството од народот. ВМРО ДПМН има висока поддршка од мнозинството граѓани, онаква како што имаше пред да започне оваа операција насочена против нас. Мнозинството граѓани сакаат кризата да заврши со избори што побрзо. Народот е свесен во што СДСМ ја втурна Македонија и дека неговата цел не е никаква слобода или демократија, туку валкан и измамнички начин за превземање на власта. Народот е потполно свесен и за целите на нивните поддржувачи и има силен отпор кон тие цели, одвучен е да не дозволи нивна реализација. Мнозинството граѓани се свесни дека приказните на СДСМ со фантомски гласачи и немање слобода на медиумите се само изговор за да се одложат изборите, бидејќи знаат дека ќе ги загубат силно. Всушност, како да им веруваат дека нема слобода на медиуми, кога опозицијата е толку често во медиумите, што мислиш ќе почнат да ти излегуваат од фрижидер кога ќе го отвориш. Згора на тоа, толку имаат слобода да говорат и прават што сакаат, што многу често на луѓето им се згрозува од тој нивен начин на разбирање на слободата на медиумите. Мнозинството граѓани сваќаат дека СДСМ нема извлечено никаква поука од претходните изборни порази. И не само што не е подобрено, туку го има допрено своето дно. Безчувствително го тероризира народот и државата за сосила да изестува доверба и сосила да ја намали довербата во нас. Програма и проекти ниту досега видоа, ниту ќе видат. А и ако пријателите им напишат и дадат, никој не верува дека барем 3% од тоа ќе се исполни со овој деструктивен и изгубен раководен тим на СДСМ. Мнозинството граѓани имаат проценато дека освен што е безидејно и деструктивно водството на СДСМ на чело со нивниот председател, тоа е и со криминални навики и криминален начин на функционирање и на резонирање. Исто така, мнозинството граѓани се свесни дека ВМРО далеку подобро би ја водело земјата и во однос на економијата, и во однос на безбедноста, и во однос на реформите, и во однос на националните интереси. Прочитана е и стратегијата со луѓето на специјалното јавно обвинителство. Нивните цели и намери, нивното не само непрофесионално делување, туку и активно партиско функционирање во правец на поддршка на СДСМ и оцрнување и
и загрозување на ВМРО ДПМН. За жал, многумина однадвор, без да направат вабинска анализа, потпаѓаат под приказната дека ова што го веламе неточно или е некоја кампања против СЈО. Многумина од нив, немајќи време за двабинска анализа, превземаат ставови еден од друг, верувајќи дека се точни и проверени. Раководството на СДСМ повторно се фокусирани како да направат некоја нечесна игра во правец на изборите. Пак коваат план како да ни направат некоја нова пакост, некоја нова штета, интрига, подметнување, лажирање, насилие, закочување, оцрнување, клеветење, некако хаос, некакви гадости. Не можат да излезат од таа матрица. Сега клучно е како да се отиде на избори, а СДСМ да не направи преку тие избори нова штета на државата. Покажаа дека се спремни на се. Од нас, а не од нив, се очекува да внимаваме на тоа и да ги зачуваме државните интереси. И ќе ги зачуваме. И ќе ги има изборите, и ќе ги зачуваме државните интереси. И ќе биде победен СДСМ, и ќе биде победник ВМРО ДПМН повторно. Трето, граѓаните кои увидоа наши грешки во изминатиот период, наоѓаа начини да не ги соопштат преку разни начини на комуникација. Ние максимално се трудевме да ги примеме тие пораки, да ги преиспитаме и анализираме нашите чекори и грешки и да се подобриме. Делумно тоа направивме, но има уште работа и ќе останеме посветени на тоа. Работата на препознавање и коригирање на собствените грешки е една од најделикатните работи во политиката. Најдобро е да се спознаат и поправат навреме грешките, отколку како во случајот со СДСМ 11 години да се повторува во прво одделение. Многу ни помогна тоа што и онака нападнати со силни и валкани оружја, не само што не застанавме со работата, туку ги одвостручивме нашите напори. Мора да продолжиме така. Колку и да е тешко, колку и да не напаѓаат, колку и да се обидуваат да не оцрнат, колку и да не дефокусираат, мораме да продолжиме со многу работа, фокусирани на економијата, фокусирани на проблемите на граѓаните. Тоа е нашиот успех и тоа е нашиот начин за напредок на Македонија и победи на изборите. Четврто, мора да правиме уште многу реформи кои земјата ќе ја предвижат напред во сите сфери, и во економијата, и во оние сфери кои се посочени од Европската комисија како наши слабости и каде сме критикувани, како администрацијата, судството, безбедносниот сектор, демократијата, медиумите и други. Имаме многу напредок во сите овие сфери, но може уште, и може и повеќе. И ќе има и уште, и ќе има и повеќе. Пето, Македонија е дел од меѓународната заедница и треба и ќе стане член на НАТО и на Европската унија. Црната кампања која некој долго време ја водеше и се уште ја води против нас, пред се меѓународно, ја наруши перцепцијата за нас, кај некои наши пријатели. Со работа и труд, со искрен пристап, со реформи и резултати, тоа треба и тоа ќе го подобриме. Не треба сите кои не критикуваат однадвор или однатре да ги доживуваме како непријатели, дури и кога сме 100% сигурни дека нивниот став е неправичен или невистинит. Треба да прифатиме дека дел од тие критичари можеби се во заблуда, а и дека некаде ние нешто сме погрешили. Треба да продолжиме со добра волја и со добра мисла, со верба во себе, честен пристап и многу работа. Времето ќе ја доведе вистината на површина. Треба трпение
и повторувам, и многу работа. Дури икономија, кои на вистина ни се непријатели, секогаш кога можеме треба да се однесуваме, како што на едно место пишува во Библијата, сакај го непријателот свој. Знам дека во политиката тоа не е секогаш можно. Едноставно некогаш мораш да се одбраниш, но треба секогаш да ја имаме оваа мисла на ум. 6. Со ваков наш пристап и со вакво СДСМ, ВМРО ДПМН е сигурен победник на следните избори, кога и да се. Што порано, подобро, за да се скратат штетите на економијата, што всушност се директни штети врз грбот на народот, на невработените, на сиромашните, на компаниите и на целото општество. СДСМ смета дека колку подолго има такви штети во економијата, дека тоа оди во нивна корист, во смисла дека луѓето ќе помислат дека одеднаш сме заборавиле да ја водиме економијата како што ја водевме, па треба нив да ги одберат на избор. А штети има. Иако успеавме да ја држиме економијата со стабилен раст, факт е дека без оваа вештачки наметната криза, растот на економијата ќе беше поголем и ќе имаше и повеќе инвестиции и вработувања и повисок стандард, плати и заработка, што ќе го подобреше животот. Нашите опоненти одговорот ќе го добијат од граѓаните на следните избори. Колку подоцна се одржат тие избори, поголема ќе е казната кон СДСМ заради овие негови политики и штети кои што ги прави на сите граѓани на Македонија. Во наредните 4 или 10 месеци, како и да е, Македонија ќе стави крај на оваа политичка игра и на оваа политичка хајка. Избори ќе има и довербата ќе ја добие повторно ВМРО ДПМН заедно со УМС како еден од нашите клучни столбови. Заедно со вас и заедно со сите граѓани на Македонија, кои сакаат да помогнат во понатамошниот развој на земјата, ќе продолжиме да се бориме за нови победи на Македонија и за народот во неа, за нови успеси, за нов напредок, нови достигнувања, нови работни места, нови шанси, нови можности на младите луѓе во Македонија, за успесите на секој поединец, секоја индивидуа, но и за заедничкиот успех, за нови и повисоки стандарди, поквалитетен живот, остварување на стратешките цели на земјата и се разбира за државните и за националните интереси на Република Македонија. Да живее УМС на ВМРО ДПМН. Да живее ВМРО ДПМН. Да живее Република Македонија. Да сте живи и здрави. Ви благодарам.